Здраво, добровдојавте уште на видео, каде што ова видео ќе збориме за Т-клеточна диференцијација. И да започнеме. Ќе нацртаме две Т-клетки. Така, значи, ова нека биде CD8 клетка, која што има густ хроматин, така, има малку цитоплазма и затоа изгледа јадрото како да е многу големо. Значи, ова ќе речеме дека е CD8, наивна Т-клетка. И дека ќе направиме уште една наивна Т-клетка. Значи, овие се Т-клетки кои немаат сретнато антиген. И она исто така има густ хроматин и има малку цитоплазма. И ова ќе биде CD4 Т-клетка. Сега, пред да се диференцираат, они првично мора да се активираат и ова само на многу кратко ќе опоминеме. Значи, овие Т-клетки сега треба да се сретнат со соодветна антиген презентирачка клетка. Најчесто тоа ќе биде дендритична клетка, која нели нормално ќе има МХЦ молекули, не на тие соодветни МХЦ молекули ќе има презентирано пептиди кои ги има сретнато нели од некој си патоген и ги има преработено, така. И сега овие Т-клетки ќе имаат соодветен Т-клеточен рецептор. Значи ќе имаат соодветен Т-клеточен рецептор и ќе се прати соодветен сигнал, така тоа ќе биде сигнал број 1. Океј, сигнал број 1. И нормално дека што рековме ќе има костимулаторни молекули, така кои ќе влезат во интеракција со одредени костимулаторни молекули на површината на клетките, тоа правично ќе бидат стимулаторни, односно позитивни костимулаторни молекули, нели преку CD2S8, CD2S8 со B71. Така правично ќе биде тоа и ќе се добие втор сигнал. Така, и се од кога ќе се добие втор сигнал, значи ова се случува кај двете клетки, тие клетки ќе се активираат, ќе се промени експресијата на многу гени во нивниот геном, така ќе зголемат експресија на интерлеукин, вака ќе бележиме на страна, значи ќе зголемат експресија на интерлеукин 2, така исто така ќе зголемат експресија на интерлеукин 2 рецептор алфа, исто така ќе почне подобро да ги регулираат протеините од BCL2 фамилијата, односно тие ќе бидат потребни со цел да преживеат. Сега, само преку овие два сигнали, да, тие ќе се активираат и ќе почнат да се делат, така ќе почнат да пролиферираат и ќе се добијат многу CD8, односно CD4 клетки. Така, значи ќе се добијат многу клетки, од кои понатаму рековме дека тие всушност ќе се диференцираат, ќе почнат да презентираат различни протеини на нивната површина и ќе презентираат и ќе имаат и други функции. Така и рековме дека ќе се добијат ефекторни Т-клетки, ефекторни CD8 или пак ефекторни CD4 клетки. Така, значи може да се добие ефекторна CD8 клетка, која главно ја нарекуваме Т-цитотоксик сел, така, или пак цитотоксик Т сел, а тоа не ни треба, или можеме да добиеме мемориска CD8 Т-клетка. Океј, мемориска CD8. И овде исто може да добиеме ефекторна CD4 клетка, која ја нарекуваме Т-хелпер сел. Ево вие вака ги бележам со портокалова боја или пак вака со сина, или пак можеме да добиеме мемориска TCD4 клетка. Сега, ефекторните клетки наспрема мемориските што се добиваат, живеат многу пократко. Така, значи ефекторните имаат краток животен век, значи ниско Т, наспрема мемориските кои имаат високо Т, така, висок животен век. И тоа е битно, бидејќи мемориските нели не заштитуваат од секундарни инфекции, додека ефекторните ја чистат моменталната инфекција и после умираат. И првично ги окарактеризирале основните функции на CD8 диференцираните клетки, односно Т-цитотоксик и на Т-хелпер. Т-цитотоксик одма одредиле што функција имаат и сватиле дека тие се битни за уништување на инфицирани клетки. Така, значи бидејќи се врзуваат со МХЦ класа 1, тие препознаваат пептиди кои се ендогени, значи каде кои инфицирани клетки од некакви си патогени. Така, значи уништуваат инфицирани клетки. Односно ги тераат да одат во апоптоза. Инфицирани клетки. Океј, и тоа било главната функција на Т-цитотоксик. Но понатаму ја одредиле и функцијата на Т-хелпер сел и одредиле дека всушност има многу повеќе функции. Значи ќе направам вака за да има повеќе логика, само ги сменив овие местата. Значи одредиле дека Т-хелпер сел имаат повеќе функции и дел од тие функции сега ќе ги напишеме. Значи приметиле дека они секретираат фактори, односно цитокини, кои што ја помагаат активацијата и пролиферацијата на други клетки. Така, значи поспецифично регулираат антителна продукција, антибоди продукција од Б клетките, така значи регулираат антителна продукција од страна на Б клетките, помагаат за активација на Б клетки, така значи
активираат Б клетки, исто така помагаат за активација на макрофаги и на други некои фагоцитирачки клетки. И преку активација на макрофагите всушност нели ја подобруваат нивната фагоцитна способност, така подобруваат фагоцитна способност, подобруваат нивна антиген презентирачка, значи антиген презентирачка способност и некои други функции. Ги терат исто така подолго да живеат, значи ги стимулираат да живеат подолго. Ко life signal, значи ги сигнализираат да живеат подолго. Исто така е приметено дека се потребни овие T helper cell за создавање на B мемориски клетки и на TCD8 мемориски клетки. Значи, они се баш хелпер, како што звучи името, помагаат во различни функции, така? Значи, како што ги набројавме овдека. И овие биле главните функции кои ги карактеризирале T helper cell. Но, понатаму, како што правиле подетални анализи, приметиле дека не сите T helper cell се исти. Така, приметиле дека различни T helper cell секретираат различни цитокини. И едноставно приметиле дека некои имаат баш карактеристични цитокини кои само тие ги секретираат. И поради тоа предпоставиле дека всушност T helper cell не е еден вид на клетка, него дека постојат многу различни видови на T helper клетки. Значи секој под субтип на T helper клетка имал различни цитокини. Така, значи различни субтипови поради различни цитокини. Тие биле како signature цитокини, значи како карактеристични за даден T helper подтип. И сега главно ќе се држиме на T helper подтиповите, но се знае дека и T цитотоксик секретираат цитокини, иако не се толку не се толку чести и немаат толку некои различности, но се верува дека и те цитотоксик имаат различни субтипови. Значи ќе спомнеме нешто за нив, но главно ќе се задржиме на T helper cell и нивните субтипови. И ќе видиме понатаму зошто се бираат некои субтипови и како е механизмот на бирање на кој субтип е потребен. Првично било многу тешко да се карактеризираат различните субпопулации, бидејќи немало доволно сензитивни техники, но со тек на време, како што се развила технологијата, успеале тоа да го направат и ги поделиле првично на T helper 1 субпопулација и T helper 2 субпопулација. Много едноставна номенклатура, лесно за памтење. Сега, T helper 1 главно секретирала интерлеукин 2, интерферон гама, значи интерферон гама и тумор некротичен фактор бета. Тоа е алфа, тумор некротичен фактор бета. Сега, главната функција им била да активираат макрофаги, значи активирале макрофаги и активирале Т клетки, поточно Т цитотоксик cells. Додека T helper 2 субпопулацијата ги излачувала следнивите цитокини. Значи излачувала интерлеукин 4, 5, 6, 9, 10 и 13. Значи тие се интерлеукините кои ги излачувала и главно учествувала во регулирање на активноста на Б клетките и диференцијација на Б клетки. На Б клетки. Значи тоа биле главните функции на T helper 2 субпопулацијата. Понатаму откриле дека тоа не било се. Сега следат маце збунувачки бројки, но постојат всушност и бројки кои ние не ги објаснуваме овдека во видео. Сега, откриле субпопулација TH17. Океј, откриле субпопулација T follicular helper cells. Значи T follicular helper и плюс, ајде како ќе бележиме, ама за да се нема нешто посебно да збориме, T регулаторни. Че овие ги спаѓаат во као T helper cells. Сега, денеска се откриени и многу други, но ние не ги оправдуваме, значи постојат многу повеќе субпопулации, но овие се главните за кои ќе збориме. Сега на кратко само, значи T helper 17 комотно му го ставили името, зашто бидејќи излачува интерлеукин 17. Океј, исто така излачува интерлеукин 22. Те follicular helper cells излачуваат интерлеукин 21 и интерферон гама како T helper 1 cells.
интерлеукин 21 и интерферон гама. Ти хелпер 17 рекрутираат главно неутрофили, значи филна регрутација на одредено место, додека те follicular cells потребни се за антителна продукција, значи антибоди дукција, нели, од страна на Б клетките очигледно. Сега, кога поминавме ова, можеме да спомнеме дека наивните CD4 клетки исто така некогаш се нарекуваат и T helper 0. Значи T helper cell, али 0. Сега ќе збориме малку зошто се бира одредена субпопулација, а понатаму ќе спомнеме нешто повеќе за секој од овие субпопулации. Сега првото прашање: зошто има повеќе субпопулации и како се бира која субпопулација е потребна? Сега, постојат повеќе субпопулации на клетки, бидејќи секоја субпопулација е скроена кон даден патоген организам. Така, што мислам со тоа? Да речеме дека имаме вирусна инфекција. Океј, сега, ако имаме вирусна инфекција, да, за вируси потребни беа те цитотоксик cells, но исто така можеме да имаме и активација на T helper cells од страна на антиген презирачки клетки. Сега, ако имаме вирусна инфекција, во тој случај сакаме да имаме оваа субпопулација T helper 1. Зошто? Бидејќи T helper 1 ќе ни ги активира T cytotoxic cells и ќе се отстрани вирусната инфекција. Ако имаме бактериска инфекција, во тој случај ги сакаме T helper 2 и T follicular cells, за да зголемиме антителна продукција и да зголемиме активација на Б клетки. Океј. Ако имаме, например, напад од некакви си црви, оние хелминтес, во тој случај сакаме T helper 2 и T helper 17. Зашто T helper 2 ги диференцира исто така активација и може да ги натера те клетките да изберат одредено антитело. Например, ако памтите, кога зборевме за антитела, спомнавме дека имуноглобулин Е е најдобар за справување со црви, например хелминтес. Зошто? Бидејќи имуноглобулинот Е потикнуваше дегранулација на еозинофили на специфично место. Така. Сега, например, ако имаме црв, сакаме да ги активираме T helper 2 со цел T helper 2 да ги натераат Б клеткиве тој антитело што си го имаат, што е специфично за дадениот антиген, да стане секретирано антитело кое ќе содржи епсилон тежок синџир, така, односно ќе биде имуноглобулин Е. Зошто? За да се справи со црвот. Така, значи T helper cells може да ги натераат Б клетките да направат клас switching. Тоа беше процес при кој се менуваше тешкиот синџир, односно се менуваше класата на имуноглобулин. И на тој начин може да скројат софистициран одговор кон дадениот патоген. А не секогаш, кога ќе има патоген, да пушта целиот арсенал. Значи секогаш кога има патоген нема потреба целиот арсенал да се активира. Така, значи се активира специфичен арсенал кој е специфичен за тој патоген. Океј. Сега, прашањето настанува: како воопшто овие T helper cells, правично, нали, CD4, пред да се диференцирани, како знаат кој е патогенот бе? Да, рековме, океј, ако има даден патоген, они ќе пуштат скроен одговор, ќе биде точната субпопулација, но од кај знае она кој е патогенот? Она е клетка, она не е свесна, она не гледа, не прави ништо. Како знае кој патоген нападнал? Па не знае. Значи те клетката не знае од кој е нападнат. Ама тој кој знае е антиген президирачката клетка. Сега, антиген президирачката клетка, рековме дека може да биде дендрична, Б клетка или макрофаг, во зависност од тоа со кој патоген ќе се сретне, односно со кој антиген, така кој рецептор ќе биде активиран, бидејќи знаеме дека антиген президирачки клетки имаат различни рецептори. Едни се toll-like рецепторите, има различни. Сега имавме различни toll-like рецептори. Едни беа внатре во цитоплазмата, едни беа внатре на везикулите, така кон внатрешната страна. И например, овие детектира РНА. Памтите, имавме toll-like рецептори на внатрешната страна на везикулите кои детектираат РНА. Сега, ако детектира например РНА, во тој случај се праќа соодветен сигнал до јадрото, на тој начин што сега се зголемува секрецијата на одредени цитокини.
И потоа, во зависност кои цитокини се синтетизирале, тие цитокини ќе влијаат врз те клетките и ќе ги натераат да се диференцираат на соодветни те клетки. Океј? Например, иначе овие цитокини, кои сега ќе ги бележам како топчига, се всушност третиот сигнал. За ова зборевме кога зборевме за теклеточна активација. Значи, они се третиот сигнал, и овие се наречени поларизирачки цитокини. Океј? Значи, ако се некоја друга боја. Поларизирачки цитокини. Зошто? Зошто ја тераат клетката да влезе во една, односно се диференцира во една од супопулациите. Сега, кои поларизирачки цитокини ќе бидат ослободени, зависи од повеќе фактори. Значи, зависи која антиген презирачка клетка е ова. Така, значи, зависи од антиген презирачка клетка. Дали е дендритична клетка, дали е Б клетка, дали е макрофаг, окей? Значи, зависи од која антиген презирачка клетка. Најдобри се дендритичните клетки, но може и од другите. Зависи во кој степен на матурација е оваа антиген презирачка клетка. Зависи пред колку време била активирана. Океј? Зависи во кое ткиво се наоѓа. Значи, зависно од околната средина. И најбитно, зависи од кој патоген, односно од кој антиген била стимулирана. Така. Значи, зависи од антигенот. А антигенот пак зависи од патогениот организам. Например, го земавме примерот со ерена. Така, ерена е за окружив. Океј. Да речеме дека антиген презирачкава клетка наишла на ерена со соодветниот toll-like рецептор. Во тој случај се стимулираат цитокините, поларизирачките цитокини, интерлеукин 12 и интерлеукин 18. Овие цитокини 12 и 18, кога ќе дојдат во контакт, како трет сигнал со CD4 клетката, ќе ја натераат да стане T-helper 1. Значи, интерлеукин 12 и интерлеукин 18 се поларизирачки цитокини кои создаваат T-helper 1. А ефекторни цитокини од T-helper 1 па се овие интерлеукин 2, интерферон гама и тумор некротичен фактор бета. Океј, значи овие се поларизирачки цитокини кои предизвикуваат диференцијација во дадениот субтип, а овие се ефекторни цитокини. Океј, значи едни цитокини ја тераат CD клетката да влезе во една субпопулација, а од кога ќе влезе во таа субпопулација, таа создава други цитокини. Значи имаме поларизирачки и имаме ефекторни цитокини. Друг пример, ако патогениот организам кој ја врши инфекцијата е некој си хелминтес, некој црв, во тој случај поларизирачкиот цитокин ќе биде интерлеукин 4. И при тоа CD4 TH0 клетката ќе се диференцира во TH2 клетка. Така, значи интерлеукин 4 е поларизирачки цитокин за добивање на TH2 субсет, кој што ќе ги натера Б клетките, така, значи оваа Т клетка ќе ги натера Б клетките со кој ќе се сретне, каде што Б клетките исто го сретнале истиот антиген, така кои сега овие имаат антитело за тој антиген, значи ќе ги препознае, они си имаат МХЦ молекула, овој има теклеточен рецептор, и сега ќе ја натера оваа Б клетка да синтетизира антитела, нели, кои се специфични за дадениот антиген, но да бидат имуноглобулин Е. И тоа го прави преку секреција на своите ефекторни интерлеукини. Така овие се ефекторни цитокини, односно сите стига се интерлеукини, и ќе влијаат врз Б клетката. Б клетка ќе направи клас switch. Ова го зборевме кај Б клетките, кога зборевме, таму имаше едни AID ензими. И сега ќе направи имуноглобулин Е, кој е одговорен за решавање на проблеми кои се, например, со хелминтес. И ова е исто важно и за алергии. И затоа последувањето на оваа субпопулација треба да се контролира. При кои имаме алергии, бидејќи еозинофилите ќе се активираат. Инаку главно TH1 и TH17 контролираат клеточно посредуван имунитет. Така, значи овие две контролираат клеточно последуван имунитет, додека TH2 и THFH, значи додека овие две контролираат хуморален имунитет.
Така, например, овдека синтезирањето на имуноглобулини Е. Океј, тоа е дел од хуморален имунитет, доека ТH1 и ТH17 активираат некакви си клетки, например, као цитотоксични клетки. Инаку, клеткиве, овие субпопулации може и да се крос-регулираат. Што значи тоа? Тоа значи дека ако имаме некој си поопшт имунодговор, каде што се содржат двете популации, например на ТH1 и ТH2, они може да се регулираат помеѓу себе. Така, значи имаме крос-регулирање. Крос-регулација. Исто, значи помеѓу ТH1 и ТH2 и истото крос-регулација се случува помеѓу ТH17 и ТH регулаторни клетки. Значи имаме помеѓу нив крос-регулација. Едната ги регулира другите субпопулации. Океј. Сега, главниот начин на кој овие поларизирачки цитокини диференцираат наивните клетки во одредена субпопулација е преку делување на одредени транскрипцијски фактори. Така, значи поларизирачкиот цитокин овој влегува внатре у клетката и действуваат на така наречени master transcription factors. Така, значи действува врз транскрипцијски фактори кои нека ги нарекуваат генски регулатори и поентата е тие вршат транскрипција на одредени гени, така регулираат одредени гени, некои зголемуваат транскрипција, некои намалуваат и при тоа се добива различна субпопулација. Сега има овдека многу да се збори, значи има многу молекуларни механизми кои не се сосема разбрани, значи ние ги разгледуваме само онака општо, на клеточно ниво го разгледуваме, но ако се иде во молекуларна биологија, ќе се увиди дека ова се е многу покомплицирано него што изгледа. Сега, најверојатно постојат и многу други субпопулации, мислам и денеска откриени се многу други, но некои истражувачи сметаат дека не се нови субпопулации. Зошто? Бидејќи начинот на кој се откриваат субпопулации е спрема интерлеукините кои ги лачат. Па сега, например, оваа лачи, да, 4-5, оваа, например, лачи 2. Сега, ако имаш некоја клетка која лачи 4, 5 и 2, сега, да, 4 и 5 се лачени од ТH2, 2 е лачено од ТH1, дали ова нова клетка или пак си ги измешал цитокините, си собрал од две различни клетки и сега не знаеш дали ова е нова клетка или само си направил грешка во анализата. Значи, многу е тешко да се анализира бидејќи немаат некои фенотипски карактеристики, него едноставно само спрема тоа што лачат ги карактеризираме главно. Така што многу е тешко да се откријат нови субпопулации, дефинитивно да се рече дека се нови некои субпопулации. И битно е многу овие добро да се разбера, бидејќи има многу болести кои потекнуваат од лоша регулација на овие клетки. Така, значи има многу работи кои може да се надоврзат со ова. Сега, значи ќе спомнеме дека постојат и други субпопулации на те клетки кои се налик CD4 или пак CD8 клетки. Значи, вака тука ќе бележиме како други клетки. Ќе бележиме со, не знам, нека бидат кафена боја. Значи, друг вид на те клетки, овие ги имаме спомнато. Значи, нема некоја информација да кажуваме за нив, едноставно постојат, значи, НКТ клетки. Тоа се те клетки кои се налик natural killer cells, односно имаат протеини на мембраната кои се карактеристични за natural killer cells и затоа ги нарекуваме НКТ клетки. Тие се битни, например, за препознавање на непротеински антигени, односно имаат МХЦ молекули кои, мислам, имаат те клеточни рецептори кои препознаваат CD1 молекули, нели, кои имаат непротеински антигени на нив. Друга субпопулација се гама делта, значи гама делта те клетките. За да има доста информации, едноставно зборевме, нели, дека препознаваат некои некарактеристични образци, мислам некои општи образци, не дека препознаваат специфични и налик се како дел од вроден имун систем и просто ја мијат те клетки, односно мукоза МАИТ, МАИТ, добро, мукоза асоцирани инваријантни те клетки, кои што се наоѓаат дури 50% од сите те клетки во хепарот се овие мијат клетки. Имаме информации, немаме премногу, не дека се разликува многу, него имаат некои си посебни функции. Но, окей, за нив нема толку за нив. Сега да збориме нешто повеќе за CD8 клетките. Така, па на крај ќе завршиме со мемориските клетки. Сега, денес немаме добро окарактеризирани истражувања дека постојат различни те цитотоксични клетки. Може би постојат, може би не, ќе видиме, значи денес уште не е 100% сигурно, но се знае дека се зависни од присуството на интерлеукини со цел да функционираат.
И приметено е дека они секретираат интерлеукин, интерферон, цитокин, интерферон гама. Океј, кој е потребен за активација на макрофагите, но нивната главна функција е лизирање, односно вршење на апоптоза на клетките. Да, значи не лизирање, него апоптоза. И тоа ќе го прават преку гранензими и некои други механизми, но тоа ќе го разделаме во посебна тема. Значи функциите на тек цитотоксични клетки ќе разделаме во посебна тема. Сега значи само општо онака спомнуваме дека они ќе работат на принцип на кој што работат natural killer cells. Ќе уништуваат вирусно инфицирани или бактериски инфицирани клетки. Сега ќе спомнеме збор 2 за меморискиве CD4 и CD8 клетки. Сега меморискиве Т клетки нормално се задржуваат многу подолго него ефекторните и може да трајат од години се до цел живот и они всушност се одговорни заедно со мемориските Б клетки дека тоа како работи вакцинацијата, така. Значи имаш создаваш мемориски клетки и понатаму при секундарна инфекција имаш многу подобар имун одговор. Сега, дали има разлика помеѓу мемориска TCD8 и мемориска TCD4? Одговорот е не се знае. Значи, можеби има разлика, можеби нема разлика. Да, има некои молекули кои се разликуваат помеѓу нив на нивната површина, но не прават некаква си ефекторна разлика. Така што тоа не го знаеме. Сега, мемориските Т клетки можат да произлезат, да, или од CD8 или од CD4, но исто така може да произлезат и од самите ефекторни клетки да станат мемориски. Океј, сега е ова малце збунка, но може и тоа да се случи. Друга работа, како преживуваат толку долго? Така, зашто не умираат како ефекторните клетки? Па интересно е дека овие мемориските многу добро контролираат клеточниот циклус, односно имаат многу силни антиапоптотични сигнали и затоа не умираат, но исто така се смета дека пролиферираат од време на време. Така е сега, кога е тоа време за пролиферација, како знаат они? Значи не е се разјаснето, но значи пролиферираат од време на време, ако ќе направиме дека се рециклираат, имаат пролиферација и плюс имаат силни антиапоптотични сигнали, така што тоа има возможност да останат многу долго време. И плюс се распределени на секаде, значи има некои што седат во секундарни лимфоидни органи, некои седат во периферни ткива. Така значи имаме на различни места можеме да ги сретнеме. Сега понатаму ги разгледале мемориските клетки дали се разликуваат по други некои мембрански површински протеини. И откриле дека да, имаме различни субпопулации на мемориски клетки. Ја ќе бележам само како една вака, значи без разлика дали се CD8 или CD4, имаме две субпопулации на мемориски клетки. Едните се централни мемориски Т клетки, односно T Central Memory Cell, или пак Т клеточни ефекторни мемориски клетки. Значи имаме централни или ефекторни. Океј, со која боја? Значи централни или ефекторни. Сега, они се разликуваат по некои мембрански протеини, не е сега нас тоа толку битно, и се разликуваат по некоја си функционалност. Така, значи имаат протеини кои експресираат, кои се на мембраната, кои кажуваат на некој си начин јас сум антиген искусна. Значи буквално така на некој си начин. И се уште се разгледуваат интеракциите помеѓу нив, така дали воопшто влегуваат во интеракција не со други, дали од една може да стане друга те мемориска клетка и така. Значи не е се разјаснето. И друго што треба да спомнеме е зошто воопшто да имаме вакви мемориски клетки. Што е поентата? Па едноставно, они се клетки, така Т клетки кои што имаат на нив Т клеточен рецептор кој успешно го поврзал соодветниот пептид. Така, значи имаат Т клеточен рецептор кој успешно го поврзал соодветниот пептид. Тоа значи дека како повторно идеме на тој пептид, веќе ќе имаме спремни Т клетки кои би можеле да го препознаат. Океј, на тој начин всушност работи меморија во наводници. Сега, овие Т клетки, меморискиве, можат многу полесно да бидат активирани во однос на наивните. Така, ако нацртаме дека е на наивна Т клетка, наивната Т клетка за да беше активирана, требаше да добие Т клеточен сигнал и требаше да биде стимулирана од костимулатори. Океј, сега, костимулатори конститутивно или најмногу имаат дендритичните клетки. Така, сега, овие мемориските можат да бидат активирани и од макрофаги и од Б клетки. Значи може и макрофаг да ги активира, може и Б клетка да ги активира. Нормално и наивните може од нив да бидат активирани, а многу поретко. Сега, можат да бидат активирани многу лесно од Б или од макрофаги, поради тоа што кај нив е потребна само Т клеточна рецепторна сигнализација, односно потребен само еден сигнал. Со еден сигнал они може да се активираат.
и да пролиферираат. Значи они седат спремни, чекаат повторно да се јави истиот патоген. Ако се јави, одма се активираат, не чекаат костимулаторен сигнал, одма. Нормално потребна и костимулаторна сигнализација број 2, но многу полесно сакам, тоа ми е поента, многу полесно може да се активира. Така значи ко на спремни се на шток, онака ко спремни им се протеините кои се задолжени за експресија и само чекаат сигнал. И одма почнуваат со работа. Одма ќе се пролиферира и од незе ќе се направат многу понатаму, така и од тие многу повторно некоја ќе стане мемориска, некои ќе станат ефекторни. И сега само некои слики да разгледаме на кратко. Значи ова е супоклоцидите, значи TH1, TH2, TH17, THFH и добро и регулатори треба да се тука. И кои им се цели, какви имуни реакции имаат и така натаму. Значи овдека имаме слика, ова лево, значи гледаме прв сигнал, втор сигнал, поларизирачки цитокини, така, каде што знае кој поларизирачки ги ослободи поради тој кој паттерн recognition рецептор се активирал. Ако се активирал овој тие поларизирачки, ако се активирал тој други, може и други клетки да ослободуваат поларизирачки, ова е особено битно за интерлеукин 4 кои се ослободуваат маст клетките со цел да се активира TH2 субсетот. Значи тоа е принципот на кој работи. Овдека имаме слика каде што имаме некако општо цење представено кој поларизирачки цитокин така прави каква клетка. Овие се транскрипцијските фактори. Значи FOX, ROR, GATA, BCL, TBET, има некои како STAT се нарекуваат. Значи има различни транскрипцијски фактори кои што се стимулирани од дадените цитокини, така, и тие понатаму прават посебен субтип на тие ефекторна клетка која прави одредени ефекторни цитокини. Океј. И кои си имаат различни ефекторни функции. И овдека на крај имаме ова што го реков сега, дека например интерлеукин 4 не може да биде синтетизиран од дендритичните клетки и мора да дојде од маст клетките. Значи маст клетки го продуцираат и ги диференцираат овие во TH2 субтип. И гледат има вака прашалници ваму таму, зашто голем дел од работија не се знаат, значи на молекуларно ниво. Се знае многу повеќе од ова ја што го зборам, но сепак има уште многу да се открива. Значи е вака само книга, само ќе ја прелистам. Не мора ништо, значи ова не е Куби, ова е една друга книга од 2017 година. Но иста е поентата, значи има многу материјал, исто ништо од тоа, скоро ништо од тоа што го зборев го нема во Куби 6-то издание. Ова најголем дел што го зборев од Куби 7-мо издание. Но, окей, значи постојат многу работи кои се знаат. Ова книга што е симната, нешто не ги лодира убаво сликиве, но окей. Тоа е се за видео, се намек научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Каде што ќе започнеме да збориме веќе за Б клетки. За апоптоза, па за Б клетки. Довидување.